Почитувани, добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е Игор Божиновски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Господине Божиновски, добро вечер. Добро вечер и благодарност за поканата да гостувам во вашата ценета емисија која е посебно актуелна овие денови. Топ тема деновиве во државата е договорот со Грција. Според договорот, официјалното име на нашата држава е Република Северна Македонија. Дали со овој договор се задира во македонскиот идентитет како македонци, со оглед на тоа што Кодзијас на конференцијата за безбедност и стабилност на Родост веќе ги нарекол македонците северномакедонци. Како го толкувате вие ова? Овој проблем што Република Грција го има со нашето уставно име Република Македонија е повеќе децениски. И овој проблем мораше да се реши, меѓутоа не по секоја цена. ВМРО ДПМН додека беше на власт сите овие години, преговараше, беше на преговарачката маса, се обидуваше да најде компромисно, заемно, прифатливо решение кој нема да задира во националниот идентитет на македонците. Сите овие години наназад, почнувајќи од 2005 година до денеска, во сите изборни програми, ВМРО ДПМН има јасно зацртано три позиции. ВМРО ДПМН кажа дека доколку се изнајде име кое ќе биде компромисно, заемно прифатливо, не цел овој корпус на барања сега што го имаме, што треба Заев да го исполни, што се обврза да го исполни, туку доколку имаме име кое е прифатливо, ќе го ставиме на референдум, граѓаните сами да се изјаснат дали го прифаќаат или не. И вторите два принципа се дека ВМРО ДПМН никогаш нема да преговара за идентитетските одредници затоа што се тие веќе стекнато право што ги има Република Македонија пред меѓународните организации и исто така ВМРО ДПМН никогаш нема да прифати промена на устав, а со цел промена на уставното име Република Македонија. И што се случи? Зоран Заев, уште откако ја превземе власта во Република Македонија пред година дена, еуфорично влезе во овој процес, сакајќи да го реши по секоја цена. Зборам, по секоја цена. Преговорите се водеа тајновито, се водеа во тесен круг на луѓе, се водеа телефонски, без притоа да биде вклучена опозицијата, без да биде вклучена ВМРО ДПМН како лидер на опозицијата, без да биде вклучен председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов. Целиот овој процес се одвиваше зад затворени врати, ние немавме информации, иако во повеќе наврати баравме да бидеме брифирани за нашите позиции, да се изгради еден заеднички прифатен став на сите политички чинители во Република Македонија, тоа не се случи. Информациите ги добивавме на лажичка, информациите ги добивавме од неофицијалните брифинзи на новинари по кулуарите политички во Република Македонија. Се случи што се случи, во Преспа се потпиша еден договор, еден срамен договор за капитулација на Република Македонија. На ниеден друг начин не може овој договор да се нарече, туку капитулација на македонецот, капитулација на нашата држава. Процесот на преговори е процес на изнаоѓање заеднички прифатливи решенија, процес на наоѓање компромис. Едната страна си ги покажува, си ги зацртува своите позиции, другата страна си ги има своите позиции и тука во овој меѓупростор, според сите меѓународни стандарди, според меѓународното право, треба да се најде некое решение за да се надмине оваа вакуум ситуација во која е втурната Република Македонија не по своја вина. Но што добивме ние сега? Овој договор е тотално асиметричен договор по штета на Република Македонија. Во ред, не мора да биде апсолутно симетричен, да биде 50% во врсканца на правата и врските на двете страни. Нека биде делумно и асиметричен во наша загуба, во загуба на Република Македонија. Но не во овој, не како што
го добивме овој договор, ова спогодба, која представува 100-0 за Република Грција. Република Македонија има обврски да исполнува, има отстапки да прави, а од другата страна немаме ништо такво. Малку ли отстапки правевме од 90-тите години, знаат убаво граѓаните, и со знамето, и со сите оние други отстапки и знаци на добра волја што Република Македонија ги демонстрираше целиот овој период. Меѓутоа, колку повеќе се правеа отстапки, толку повеќе експанзионистички беа ставовите на втората страна на Република Грција. За да на крај се изроди еден ваков крајно штетен договор за Република Македонија, договор со кој граѓаните на Република Македонија се ставени во крајно незавидна и лоша ситуација. И сега што се случува? Во овие денови од како е потпишан договорот, повторно, својствено за Зоран Заев, својствено за неговата политичка партија и неговото политичко действување, сами отфрла една димна завеса и се обидува овој договор да го представи како политичка победа негова, на Димитров, на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна, тоа воопшто не држи вода. Тоа е тотална лага која е разобличена од секој еден граѓанин во Република Македонија. Ако е ова политичка победа за Република Македонија, каде е еуфоријата во државата? Каде е народот да излезе на улица да слави? Каде е народот да излезе да конечно да го прослави ова децениско решавање на овој спор? Самиот Заев неколку пати има кажано дека кога ќе се постигне некој договор, тој самиот со неговиот тим ќе излезе на Партизанска улица во Скопје и со реки од народ ќе чекорат гордо исправени. Тоа го нема. Гледаме дека сосема спротивно се случува во овој момент во државата. Имаме незадоволство кое од ден на ден се повеќе расте и луѓето кои се свесни дека ова е катастрофален договор за Република Македонија. Зоран Заев се обидува да прикаже како победа дека со овој договор се заштитени националниот идентитет и јазикот, што повторно е една голема лага, затоа што прво не се заштитени, а второ воопшто не требало да бидат предмет на преговор. Затоа што излегува во јавноста овие 2-3 дена информации дека е со овој начин на преговарање е излезено од резолуцијата на Обединети нации, каде што се вели дека овој спор е спор за името на Република Македонија и за тоа се преговара. Не за идентитетот, не за јазикот. Значи, слушнете ги само премиерот Ципрас, министерот Коцијас, нивните изјави овие неколку дена. Значи, самите кажаа дека овој договор е, нивни зборови, епохален триумф за Република Грција, епохален триумф затоа што успеале да вметнат збор северна помеѓу зборовите Република и Македонија. Со тоа државата ги губи сите своји обележа. Стануваме територија. Создан е еден хибрид каде најмногу, најголема штета ќе имаат граѓаните Република Македонија. Македонецот веќе никогаш нема да биде сам на своето. Никогаш нема да има право на самоопределување, нити во рамките на својата држава, нити надвор од границите на Република Македонија. Ципрас и Коцијас, исто така во тие нивни изјави, славејќи го овој триумф, реален триумф за Република Грција, изјавуваа дека нема веќе македонци, туку има граѓани на Република Северна Македонија, за да од друга страна нашата официјална политичка гарнитура која е на власт предводена од Зоран Заев молчи на тие такви изјави. Значи немаме реакција, немаме демант, а се знае дека во меѓународните односи, во меѓународното право, молчењето е одобрување на една таква искажана изјава од втората страна.
Значи, нека ги земат личните карти граѓаните на Република Македонија. Значи, таму во делот на државјанство националност стои македонско, Macedonian. И сега нема да биде така. Сега ќе биде македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија. Во делот на јазикот додадена е фуснота, каде што се објаснува потеклото на тој јазик. Ние на држава во светот својот јазик не го појаснува со една таква фуснота. Таа фуснота самите ние, кога викам сега самите ние, зборам за Заев Димитров и неговата преговарачка екипа, самата таа фуснота ние самите си ја ставивме. Значи, се случуваат многу работи во краток период. Еве пред неколку часа просто исто информација, ќе чекаме официјална потврда дека медијаторот Нимиц добил задолжение од своите претпоставени да не го доставуваат договорот до генералниот секретар и до Советот, до Генералното собрание и до Советот за безбедност, туку да достави некаков си записник за водење на преговорите и завршницата на преговорите. Самото ова, доколку се потврди дека е точно оваа информација што викам пред неколку часа простори во јавноста, во медиумите, самото ова е најголем можен показател дека Обединетите нации се оградуваат од еден ваков договор кој е надвор од сите меѓународни норми. Овој договор викаат бил добар, така? Па погледнете ја само реакцијата на експертската јавност во Република Македонија. Погледнете ги мислењата и изјавите, колумните на еминентните професори по меѓународно право, по уставен систем. И на крај на ден погледнете ги изјавите на целата она перјаница од луѓе подржувачи на СДСМ кои ги предводеа СДСМ додека беа во опозиција. Погледнете што еден Владимир Милчин изјави откако беше обелоден тој договор и беше достапен на јавноста. Самиот кажа дека овој договор е капитулација, овој договор е предавство на македонскиот народ и на Република Македонија. Ке се обидуваат и понатаму со различни спинови да пробаат да амортизираат, да го амортизираат она незадоволство што расте во македонскиот народ. Слушнам некаде па исто било Северна Кореја и Јужна Кореја, меѓутоа забораваат или намерно лажат дека да, тоа се имиња за надворешна употреба, додека Северна Кореја дома си е Демократска Република Кореја, а Јужна Кореја си е Република Кореја. Значи, станува збор за еден крајно штетен договор што ќе остави несогледливи штетни политики, штетни последици врз државата и врз граѓаните. Договорот за решавање на 27 годишниот спор за името со Грција беше ратификуван во Собранието без присуство на пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Договор кој претходно не беше ставен на јавна дебата во Собранието, односно донесен по итна постапка. Зошто овој договор е донесен по итна постапка и зошто пратениците од ВМРО не присуствуваа? Зошто е донесен? Значи, донесен е по итна постапка, тоа на секого му е јасно во Република Македонија, донесен е по итна постапка затоа што не сакаат да ги слушнат јавно сите оние штетни обврски што ги преземала Република Македонија со овој договор. Значи, ВМРО ДПМН, извршниот комитет и пратеничката група одлучија да не учествуваат во работата на Собранието, во работата кога станува збор за спроведување нова штетна спогодба нели за да се заобиколи Ѓорѓе Иванов, да не учествуваат затоа што прво се работи за екстремно лош
договор за капитулација на државата, од друга страна се кршат повторно и повторно се кршат процедурите, деловникот, законот и уставот. Да беше овој договор добар, немаше да го брзаат, како што самите кажат. Имавме ние меѓународен договор со Бугарија, нели? Ама на тој не му се стави европско знаменце. На овој договор се стави европско знаменце за да се скрати максимално можно процедурата, за да се умртви дебатата. За овој договор се промени матичната комисија каде што требаше да оди овој договор. Комисијата што ја води на пратеникот Антонио Милошевски, каде што требаше да дојдат еминентни професори, историчари, да дадат своје мислење, да се отвори јавна дебата за овој договор. Намерно се заобиколи ова, само за побрзо да се протурка договор со 69, видовме 69 народни пратеника, кои подоцна, доколку се остваруваат етапите како што е предвидено, подоцна ќе имплицира уставни измени кои се носат со двотретинско мнозинство. ВМРО-ДПМН нема да учествува во работата на собранието кога се однесува за спроведување на овој договор. За понатомошните постапки, извршниот комитет, Централниот комитет и останатите органи на партијата ќе донесат став овие денови. Откако беше потпишан договорот со Бугарија, беше најавена ревизија на учебниците по историја за настаните поврзани со Република Бугарија, но сега истото тоа се најавува и за учебниците по историја за настаните поврзани со Грција. Може ли политичарите да ја сменат историјата на Република Македонија? Кога станува збор за учебниците? Видите, го слушнав Димитров пред некој ден, најави дека ќе се формира некоја мешовита комисија во која ќе учествуваат професори од двете држави, која ќе има првенство да направи ревизија на учебниците. Тоа е една од страшните обврски што Република Македонија, тоест Заев, Димитров и целиот преговарачки тим ги презема на себе. Зборот Македонија ќе биде избришан од уставот, зборот Македонија ќе биде избришан од сите учебници, сите додавки македонско, сето тоа ќе биде тргнато на страна. Колку и во која мера останува да видиме и да го следиме овој процес. Меѓутоа, ова е нешто што е прифатено и што е штетно и што е погубно и што многу далекосежни последици ќе остави врз граѓаните на државата. Какви учебници ќе учат нашите деца, за каква историја, дали ќе смеат да ја споменуваат Македонија во своите школи? Дали ќе смееме сите ние химната денес над Македонија се раѓа да ја пееме? Исто заедно може да го прашаме дали танец, нели, кој е владина институција, дали ќе смее да го игра македонското оро во Македонија или во странство кај многобројната иселеничка популација од Македонија. Има еден дел, не знам колку сте вака запознаени, има еден член од договорот, член 8, кој е монструозен член, посебно ставот 3, кој вака ќе го парафразирам, втората страна, тоест Република Македонија, прифаќа обврска во рок од 6 месеци од освојување на договорот во собранието да пристапи кон отстранување на сите обележја на поранешното знаме, збориме, нели, за знамето од Кутлеш, 16 кракото знаме, поранешното знаме на државата, да го отстрани во рок од 6 месеци од сите јавни установи, музеи и било каде на територијата на државата каде што се наоѓа, да биде откорнато. Значи, кој ќе го прави тоа? Заев, неговите... Значи, ова е геноцид што се прави. Ова е геноцид врз еден народ, врз една историја, геноцид врз нашите предци, но и страшна и ненадомеслива штета врз поколенијата што доаѓаат.
Господине Божиновски, премиерот Заев објави дека поканата за Македонија е ставена како точка на самитот на НАТО во Брисел во јули годинава, во јули месецов, и се надева дека на Европскиот самит на крајот на месецов Македонија ќе добие датум за почеток на преговори со Европската Унија. За ова се залагаше и ВМРО ДПМН, но не успеа. Која беше причината? Видите, причината е многу јасна. Знаете дека нас, зборам Република Македонија, часови неделја, таа 2008 година, да бидеме членка, официјално членка на НАТО. Не како сега, она пак викам димна завеса што ја фрла Заев, ке од земја аспирант ќе сме добиеле земја поканета. Значи, ние уште не сме членка на овој самит што следува, и ако се случи тоа, нема да бидеме членка на НАТО. Ние 2008 година, само ради овој абсурден спор што Грција го има со нас, на часови неделја да бидеме дел од таа НАТО алијанса. ВМРО ДПМН никогаш не отстапила од европскиот пат на Република Македонија, од своите исто партиски европски вредности, никогаш не е отстапила од заложбите да биде членка на ЕУ, на НАТО алијансата. Меѓутоа, повторувам, не по секоја цена. Не со еден ваков договор, не на овој начин. ВМРО ДПМН и НАТО му ќе остане посветена за интересите на Република Македонија, за нејзините граѓани. Па зарем не е доказ за тоа што го прекинавме бојкотот во собрание и се вративме за да заедно со позицијата и со останатите партии во парламентот ги донесеме оние реформски закони што ни се наоѓаат на ЕУ агендата, се со цел за еден напредок на Република Македонија, за просперитет на нејзините граѓани. Меѓутоа, да, но не на овој начин, не по секоја цена, не со еден ваков договор, ваква капитулација каква што ни е наметната сега од Заев и од неговите соработници. За наесен се најавува референдумско изјаснување на граѓаните во врска со потпишаниот договор. Дали ВМРО ДПМН ќе поддржи и каков референдум би поддржала оваа партија? Да почекаме да видиме што ќе се случува во наредниот период. Значи, знаеме дека од другата страна имаме работа со луѓе, предводени од Зоран Заев, кои своите позиции, своите ставови ги менуваат не на дневна основа, на часовна основа. Самиот тој Зоран Заев, ако не се лажам, во оваа студио пред вас, овдека на оваа столче седеше пред година дена и се колнеше во своите предци, во своите најмили, дека нема да прифати промена на устав, со цел промена на уставно име, ветуваше и се колнеше дека нема да се роди таков човек во Македонија што ќе го направи тоа, и го направи. Во тој договор што го имаат они подпишано, стои во еден член стои дека договорот, доколку смета втората страна, тоа сме ние, значи и у тој договор не понижуваат, не газат. Првата страна е Грција, а ние сме втората страна. Стои опција, доколку смета за потребно, прашањето или договорот да го стави на референдумско изјаснување пред граѓаните. Многу нејасноти има во овој процес, многу има чекори што Заев прифати да ги изоди и на крај да не биде ништо известно, затоа што нема обврска или нема санкција доколку се случи Република Грција тој договор да не го стави на ратификација, откако ние сето она што ќе се подгазиме, подчиниме, ќе реализираме се што сме прифатиле, дека тој договор ќе влезе на ратификација во грчкото собрание. Нема таква одредба, нема таква санкција за Грција доколку не го испочитува тоа. ВМРО ДПМН има јасен став, и тој е став дека мора референдумот, доколку се организира, референдумот да биде обврзувачки. Референдумот да биде обврзувачки и на тој референдум да излезат
50 плюс 1 од запишаните избирачи во Република Македонија. Никако консултативен, што овака се слуша дека се подготвува консултативен референдум, затоа што самите се свесни, Заев и неговата влада и меѓународниот фактор свесни се дека тешкото референдум ќе им помине затоа што граѓаните не одобруваат една ваква капитулација. Значи, ВМРО-ДПМНЕ повикува и јавно кажа, председателот Христијан Мицкоски во неколку наврати јавно кажа дека доколку дојде до референдум, тој референдум мора да биде обврзувачки и да биде со 50 плюс 1 и тоа е волјата на граѓаните. Консултативниот референдум не е волја на граѓаните и ние таков референдум нема да признаеме, нема да прифатиме. Се случуваат разни игранки, пробуваат на секој начин да ја заобиколат волјата на народот. Еве ново исто од денеска, мислам, нешто се заговара онака полека, на тихо се заговара и намалување на тој цензус на референдумот. Тоа е некоја нова идеја на министерот Димитров, кој патем се уште ја чекаме неговата оставка. Се сеќаваме, нели, како вака триумфално излезе и кажа дека неговиот предлог е прифатен Република Илинденска Македонија и доколку тој не се спроведе до крај, веднаш ќе ја депонира својата оставка. Меѓутоа, таа оставка ја нема. Еве го повикуваме уште еднаш Димитров да ако има бар малку морал, да стои за тоа кажано, како секој сериозен политичар, доколку се смета за сериозен политичар, да си ја поднесе својата оставка, затоа што предлогот за кој тој цврсто застана, за кој застана Заев, дека единствено, добро, прифатливо решение е Република Илинденска Македонија, тоа не се случи. Добивме една ваква капитулација. Каде се сега сите тие што толку помпезно најавува, па и членовите на СДСМ и нивните сопартици дека од сограѓаните наши толку бруја социјалните мрежи, ова е тоа, и на крај што добивме? Добивме еден страшен договор, една страшна капитулација, добивме еден хибрид што ова парче земја го прави една проста територија каде што нема македонци, туку има граѓани на Република Северна Македонија. Деновиве дури експертите се прашуваат која е целта на референдумот кога веќе договорот, нели, за спорот со името со Грција е потпишан. И кај нив постојат, нели, некои дилеми. Дилеми има на секоја страна. Проблем е што од другата страна на Илинденска ББ, каде што е лоцирана владата, немаат слух нити за експертската јавност, како што кажавте, за еминентните професори од Македонија, но и од странство, еминентните луѓе кои учествуваат во едни вакви преговарачки процеси ширум светот, немаат слух нити за оние граѓани што протестираат, кои искажуваат незадоволство, немаат слух ниту за ставовите на ВМРО-ДПМНЕ, кога ги опоменувавме да внимаваат што прават, дека ако преземат таков и таков чекор, ќе биде ненадомеслива штета, ќе нема повеќе назад. Ако го подигнат ова прашање на промена на уставно име, задирање во уставни промени, дека со ерга омнес прифаќање на решение подоцна никогаш повеќе Грција нема да остаби така, тие не послуша. Исто е вака за референдумот. Можеше да си ја исконсултира волјата на граѓаните Зоран Заев и пред да ја стави оваа спогодба, има законска можност по законот за референдум, да ја исконсултира јавноста, мислењето, пред оваа спогодба да влезе во собрание и да биде ратификувана така како што е ратификувана. Премиерот Зоран Заев деновиве најави постапка за импичмент на председателот Ѓорѓе Иванов, доколку граѓаните позитивно се изјаснат на референдумот. Мицкоски во еден момент изјави дека ниту еден од пратениците
од коалицијата што ја предводи опозицијската ВМРО-ДПМН нема да подржи постапка за импичмент на председателот Иванов. Според него, премиерот и лидерот на опозицијската СДСМ нема да може да собере двотретинско мнозинство за оваа постапка. Видите, Ѓорѓе Иванов, председателот на Република Македонија, е политичка фигура, политичка институција која е основна незина обврска е да го штити, да го брани, да го чува уставот и уставниот поредок на Република Македонија. Ѓорѓе Иванов во неколку наврати се изјасни негативно за овој капитулантски договор што Заев го постигна и повтори дека ни по било која цена нема да отстапи од тој свој став, дека останува на ставот дека нема да потпише еден ваков штетен договор за Република Македонија. И дури го повика, толку го е подготвен, не да чека, него веднаш да ја покрене иницијативата за импичмент, која знаеме се носи со двотретинско мнозинство во парламентот. Слушнаме Зоран Заев дека ќе преземел вака, така, веднаш ќе ја спроведе постапката, Ѓорѓе Иванов ќе му престане функцијата. Видите, тоа е својствено за таков човек. Тоа е еден обичен пазарџиски блеф од страна на Заев, виден до сега не знам колку пати. Ова е едно давање некоја лажна надеж пред све кај неговите соработници, кај неговите сопартици. Нека ја покрени иницијатива човекот, нека собере 81 пратеник и нека ја истурка работава до крај. ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат забетонирана позиција, забетониран став по оваа прашање. Значи, стојат позади ставот што го искажа председателот Иванов, исто така како што споменави на почеток, затоа што во текот на целиот процес ние не бевме нити информирани, нити беше побарано мислење, нити се пристапи на градење, што е нормално во секоја нормална држава да се изгради еден национален консензус за едно вакво битно прашање. Ние стоиме зад ставот на Ѓорѓе Иванов. ВМРО-ДПМН и целокупната коалиција, тоа го потврдивме и изминатите ден-два. И никогаш нема да гласаме за импичмент на председателот, а Зоран Заев бујрум нека се обиде да ги собере 81 пратени колку му се потребни. Кој е ставот на ВМРО-ДПМН за протестите против промена на името, кои што во одредени случаи беа и насилни? Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека не било употребена прекумерна сила од страна на полицијата врз демонстрантите. Од друга страна и лидерот на ВМРО се сретна со представници на граѓаните кои што протестираат, кои што побара пратениците да им се приклучат на улиците, но добија одговор дека тие ќе действуваат од собранието. ВМРО-ДПМН е од секогаш од своето постоење модерно, се залага да на секој еден биде дозволена уставно загарантираната можност на право на протест. И ние на тој став обстојуваме. И кога бевме позиција, но и сега од опозиција. Се случуваат протести во Скопје, народот само иницијативно се организира, го искажува својот револт, го искажува своето незадоволство. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН има сега за сега став дека ќе действува институционално и дека ќе ги искористи сите уставни и законски можности, а треба граѓаните да знаат дека тие се голем број и ќе ги искористиме, да не дојде до конечна реализација на оваа погубна политика и овој погубен договор на Зоран Заев. Точно, луѓето дојдоа, демонстрантите што се организираа, се сретнаа со председателот, им беа пренесени овие ставови, ја имаат нашата поддршка, во право се тотално луѓето, меѓутоа ВМРО-ДПМН не смее да си дозволи да биде вовлечена во некои црни сценари.
тоа се обидоа некои структури, точно знаеме за што зборуваме, нели? Вака во наводници. Се обидоа во изминатиот период, а сигурно како ќе се подгрева оваа работа натаму и во наредниот период, се обидуваат ВМРО ДПМН да го вовлечат во една црна игра, во која ВМРО ДПМН ќе биде прогласен за виновник за цела оваа ситуација во државата. На ВМРО ДПМН ќе му биде покажано со прст дека е негативецот во целата оваа приказна. ВМРО ДПМН да биде оцрнет и да биде прогласен за екстремно радикална десница. Тоа ние како раководство и председателот Христијан Мицковски тоа нема никогаш да го дозволи. Кога ВМРО ДПМН организира протести, ние тоа го најавуваме јавно, медиумски, неколку дена порано, и кога правиме организации за тие протести, пред се во глава ни е безбедноста на сите тие граѓани кои ќе дојдат таму и да не ни се случат некои фрлени елементи да направат провокација за да се фрли се со цел црна дамка врз ВМРО ДПМН. Не ни треба монтирани случаи како 27 април, во која партијата ќе биде оцрнета. Не ни требаат наседнувања на едни вакви манипулации и опасни игри, намерно обојување на овие протести со ВМРО ДПМН, за да на крајот на денот, повторувам, ВМРО ДПМН биде оцрнето и да биде прикажано како негативец во целата оваа приказна. Значи имавме на тие протести секоја чест за луѓето, значи апсолутна поддршка и од партијата, и од председателот, и охрабрување да продолжат со тие протести. ВМРО ДПМН кога ќе одлучи, ќе се приклучи. Меѓутоа, имавме многу чудни ситуации да луѓе у фантомки се ден на едната страна од кај демонстрантите, па ден на другата страна снимаат со камери од другата страна. Имаме случај лидер на една нова партија качен на возило, борбено возило или како да го кажам, полициско возило, со знамења на една друга држава и старото македонско знаме. И вака човекот си стои на возилото, а внатре органите на редот, полицајците и специјалните единици, дури што него замолеа, онака ајте моламе, поседи уште малку и скимни се. А ваму имаме, после тоа, не можам сликата да ја заборавам, имаме една девојка, си стои со рацете подигнати, слично такво возило напред со тие мрежи за разбивање на толпа, наверојатно. Како полека оди, меѓутоа ја турка девојката. Сега имаме лидер на една политичка партија, ново формирана, со, сумнителни намери, и си стои комотно на возилото, си мафта со знамењето, овие одоздола го гледаат, трепкаат и го замолуваат да се трне. А вамо имаме гумени метци, имаме Солзавец навлезен, не знам, и во градската болница. Имаме шок бомби фрлани внатре во ГТЦ дури. Имаме приведени новинари затоа што не се легитимирале, а човекот вака носи толкава на легитимација на Имаме тепање на луѓе кои беа, нема тепање, тоа се све измислени случаи, за да утре дента една реномирана млада актерка, Арна Шијак, мислам дека и беше името, излегува со вака да ги покаже повредите, дека е таа реална, дека не е измислен лик, дека навистина полицијата употребила прекумерна сила за тие луѓе таму. И сега, вчера, мислам имаше гостување во една емисија нашиот сограѓанин, министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, и човекот овака мртав ладен си објаснува дека полицијата постапила согласно своите надлежности, не употребила прекумерна сила, а го имаме ова што ви го споменав претходно. Сега живееме во ера на модерни комуникации, сега има со телефон лайв стримови од секунда у секунда од различни локации. Сега имаме слики у секунда што стигнуваат на секаде на светот.
Истиот Оливер вика вака како што ми доаѓа од неговата изјава колку успеав да го слушнам, шарената револуција била нешто модерно, не правел упат на објекти, државни институции и така натаму. Кликнете на YouTube или на ова, ќе се сетиме сите, ова не беше пред 130 години, ова беше пред 2 години. Значи, ќе се сетиме како ја демолира канцеларијата на председател на државата, искршија пеплоса, компјутери изнесува внатре, влегува, не знам што пробува да влезат во владата внатре. Исто така, спомна, шарената револуција не тепала полицајци, овие тепале полицајци. Ја не видов да тепаат полицајци искрено, не видов да тепаат сега полицајци. Меѓутоа, точно се убаво сеќавам на бекатон плочките што завршија во главата на многу наши полициски службеници кои така ревносно тогаш ја вршеа работата и стоја мирно под налетот на една таква организирана група. Со сите оние скршени глави, се сеќавам и на една снимка со едно долго како наликна копија на шипка што ги бодеа луѓето. Тоа не било, тоа било мирно, онака фино било, модерно било тоа, а ова жени, деца, еден куп деца видовме сликани пред собрание на тој кобен ден сега пред 4-5 дена. Тоа било хулиганство. Значи, не знам, таква им е матрицата на нив, значи да го газат македонскиот народ, да го подценува, да мисла дека заборава, дека кратка му е меморијата. Не сакам повеќе да доđам, еве, нека си ја погледне изјавата на еден универзитетски професор, лидер на една левичарска партија во Македонија. Лидер тој беше на таа шарена револуција, беше бренд на тој период. Самиот он веднаш изјави таа вечер, кажа: никогаш немаше ваква реакција од полицијата кога ние бевме дел од шарената револуција. Тука завршува секој муабет. ВМРО ДПМН деновиве поднесе и кривична пријава против Талат Џафери до Основното јавно обвинителство Скопје за прекршување на Уставот, Законот за собрание и Деловникот за работа на собранието во врска со донесениот закон за двојазичност во собранието. На што се должи се ова кривична пријава? ВМРО ДПМН поднесе точно кривична пријава против така наречениот председател на собрание, за нас пратеник Талат Џафери, заради прекршување на службената положба и овластување, членовите 3533 од законот за кривичниот законник. Сведоци бевме за прекршување на целата онаа процедура, на онаа дивљачко насилно носење на еден таков битен закон, како што е законот за јазици. Се стави брана, се стави замолчување на народните избраници од ВМРО ДПМН и од коалицијата, тие што добија преку 450.000 гласови на изборите предвремени во 2016 година, да дебатираат за поднесените амандмани и да интервенираат во тој закон кој што кажавме дека е неуставен и неприменлив. Поднесовме издржавни амандмани, требаше да се запази таа процедура, меѓутоа од така наречениот председател на собрание, тоа беше ускратено и логичен след на таква една постапка, една насилничко носење на таков закон. Ова кривична пријава што ВМРО ДПМН ја поднесе. Значи, не ни беше дозволено амандманите што беа изготвени и беа доставени согласно процедурата, согласно деловникот на собрание, да во редовна постапка ги образложиме пред граѓаните и малтене и тие беа во иста релација со оние правни забелешки што тимот, експертскиот тим на председател Ѓорѓи Иванов, кога не го потпиша законот, кога го врати на повторно во собрание, што ги даде. Значи, тоа беше ускратено, да неколку пати сме кажале и мислам и овдека у вашата емисија и на сите. ВМРО ДПМН нема ништо против законот. Значи, меѓутоа овој закон не е добар затоа што не е уставен и не е применлив. На овој закон треба многу темелна доработка. Ние повикувавме и додека
беше се уште во процедура првично собрание. Повикуваме тој закон да се врати на доработка. Тој закон да се вклучат и опозицијата, да се вклучат експертите од кај председателот Иванов, да се вклучат академиците од МАНУ. Да се направи една таква работна група која ќе донесе еден стварно добар закон, еден закон за унапредување на употреба на јазиците, ама употребување на сите јазици, не само на албанскиот јазик. Значи да ги зголемиме, ние сме такове ставот на ВМРО да помеме. Ние сме да ја зголемиме употребата и примеливоста на сите јазици, и на турскиот, и на ромскиот, и на српскиот, и на бошњански, на сите јазици. Меѓутоа тоа не беше како што бива ова цела година, воопшто не беше разбрано од втората страна, од СДСМ и Зоран Заев, и доведе до ова што доведе. ВМРО да помане никогаш немало проблем, ВМРО да помане го поддржува правото на употреба на јазици, може албанскиот народ знае што ВМРО да помане направи законски измени во делот на употреба на законот за јазиците, па еве и Куманово и сите општини каде што има употреба, каде што се повеќе од 20% застапеност на тоа население. Јазикот најнормално се употребува и во комуникацијата и во документите. Значи, ова е само поради нарушената постапка, прекашениот закон, устав и деловник од страна на така наречениот председател Талат Џафери. Според ВМРО ДПМН, додека траеле преговорите за името со Грција, владата ги задолжила граѓаните за 7,1 милиони евра. Опозицијата ја обвинува власта дека не ја информира јавноста за што се трошат парите од задолжувањето. А каде му е бројчаникот на Заев за задолжувањето? Тоа да го прашаме вака. Често го подсетуваме да си го постави тој бројчаник за задолжување, што така нели го најавуваше во кампањите додека не беше на власт. Значи, Република Македонија економски тоне од црното економско цунами Заев, Анѓушев и Тевдовски. Македонија има максимално задолжување во својата историја. Република Македонија, ако се сеќавате, лани заврши со економски раст 0%. Значи 0. Тога споменав, мислам дека економските експерти што дебатиравме, се консултиравме, значи они кажуваат дека ништо не треба да прави економијата, онака чисто да живурка, што се вика, да нема некои големи потреси, па растот ќе биде околу 2%. Сега 2017 заврши со 0%, за да првиот квартал од оваа година излезе уште едно поразително известување од Заводот за статистика, дека економијата е со раст 0,1%. Сега дали е 0,1, може им било незгодно да пишат 0, па сега 0,1, нека оди така. Кога му кажувавме на Заев дека му се нереални проекциите за годишен раст од 3,2%, самиот председател неколку пати во дебатата што има на македонската телевизија му кажа, не, Заев беше самоуверен дека тоа ќе се постигне, за да неколку дена после тоа Светската банка излезе со нови проекции и каже не, вие нема шанси да го постигнете овој раст од 3,2 и ни ги намали нашите проекции на 2,3% за 2018 година. Сите знаат дека Македонија тоне, економски тоне, се удира по џебот на граѓаните. Во Македонија нема капитални инвестиции, во Македонија нема капитални проекти, нема странски инвестиции. Во Македонија здравството е на најниска можна рамка. Во Република Македонија имаме иселување од ден на ден. Во Република Македонија сега се заговара, излезе драфтот, дека ќе се покачува и персоналниот доход, персоналниот данок. Значи, од 10% ќе се покачи на 18%. Тоа е уште едно
страшно големо економско оптеретување по джебот на секој еден од нас. Значи, ќе се зголеми тој персоналец и за платите, меѓутоа и за авторските права, меѓутоа и за продажбата на земјоделските производи, ќе се зголеми данокот и за игрите на среќа, ќе се зголеми данокот, ќе се зголеми и данокот на оние девизни од камати што се земаат од девизните заштити во банките. Значи, тотален финансиски колапс и се наближува со силна брзина на Република Македонија со ова економско цунами, како што кажав, за Зоран Заев, Анѓушев и Тевдовски. Господине Божиновски, мислам дека нема да биде проблем ако поразговараме за некои локални теми, сепак нели ние сме кумановци. Советничката група на ВМРО ДПМН неодамна обвини дека мнозинството советници во Советот на општина Куманово не го поддржаа предлогот за изградба на спомен обележје за загинатите бранители во настаните во Диво Настелје. Од друга страна пак председателката на Советот изјави, односно на пресконференција, рече дека таква иницијатива воопшто не била доставена до Советот на општина Куманово. Наспроти сето ова пак, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски најавува изградба на парк на пријателите. Дали можеме на граѓаните и на нашите гледачи да им ја разјасниме оваа дилема? Што конкретно, каков предлог поднеле советниците на ВМРО ДПМН? Видите, спинување на работи е нешто што СДСМ е ненадминлив во таа работа. Зашто станува збор? Ние уште кога се одржа панихидата за погинатите бранители од настаните во Диво Населје во Куманово на тој трагични 2 дена, ние како ВМРО ДПМН кажаме дека ќе поведеме иницијатива за изградба на спомен одбележје на бранителите. На првата наредна седница, што е на Советот на општина Куманово. Сега, ВМРО ДПМН е партија која работела и понатаму ќе продолжи да работи легалистички, значи согласно закон и согласно деловник на работа во Советот на општина Куманово. Зашто станува збор? ВМРО ДПМН на таа седница прва, кога после панихидата, поднесе барање за формирање на комисија за изработка на предлог програма, тоа е еден подолг наслов, програма за одбележување на значајни настани и личности кои се случиле на територијата на општина Куманово во рокот 5 години. Таа програма нити претходната гарнитура, администрација локална, нити ја има донесено, нити ова мисли да ја донесе. Значи, тоа е патот по кој ние можевме да популистички да излеземе со едно такво барање и да кажеме бараме изградба на тоа и тоа, да не одбијат затоа што не е согласно деловникот и тука да се заврши работава, ние да искористиме некои ситни политички поени. Не ни е тоа намерата. Значи, намерата ни е да ја запазиме целата онаа постапка, да си се формира комисија која ќе пристапи еднаш да конечно да пристапи општина Куманово да добие програма 5 годишна за одбележување на вакви настани и личности. Мислам дека луѓево што ги положија своите животи овдека на непосредна близина од нас, што ни ги одбранија семејствата, што ни ги одбранија градот, што го зачуваа мирот во Република Македонија, мислам дека најмалку нешто што може да направиме ние како политички современици, зборам за сите нас заедно, и ВМРО ДПМН, но и СДСМ, но и сите други политички чинители во општина Куманово, да им дадеме една таква почест да изградиме едно спомено обележје. Меѓутоа, постапката и процедурата да ја запазиме. Ние секогаш внимаваме на тие чекори. Не е како СДСМ да дигање рака и донесување на таква и таква одлука. Значи, мора да се запази таа постапка. Ја слушна председателката на Советот и го изјави тоа, да,
Ама ние не кажеме, ние можеме така и веднаш да не одбијат. Ама не е тоа целта, целта е дајте на вистина заедно, дајте апел еве сега до градоначалникот Димитриевски и до советниците, дајте да се надминеме од оние партиски рамки и да од најмногу што можеме за овие луѓе да им кажеме едно такво обележе, еден паметник за генерациите што ќе бидат тука и ќе сведочат за херојското дело што го направи тие овде кај нас. Од друга страна имаме не знам, месец, два, три пред тоа, градоначалникот излегува на седница на совет и дава иницијатива на наше прашање, мислам, советничко прашање од советниците на ВМРО ДПМНЕ, на прашање какви споменоци се планира да се стават доле на паркот на пријателите, мислам дека беше називот на тој кај затворениот базен што е. Затоа што се појавија многу медиумски и вака спекулации по чашиски, дека ќе биле на вакви онакви бранители. Значи, чисто побаравме мислење и да ни даде информација што се подготвува и тогаш излезе она да не е смешно, би било жално или обратно, како да кажам, дека градоначалникот се заложи за изградба на споменик за една странска корпорација што вработува наши луѓе на најжешките крижни жаришта воени во светот. На почетокот на онака мислевме дека е шега некоја, онака на дневна основа, меѓутоа човекот видовме дека е сериозен во тоа намера и не знам докаде мисли да ја турка ова работа. Видите, на Куманово му недостасуваат споменици, ние го охрабруваме Максим да действува во таа насока. На Куманово има многу значени личности кои обележале историјата на овој град и од културниот, уметничкиот, општествениот живот. Така да го охрабруваме да пристапи код една ваква процедура, да се постават спомен обележа, споменици на битни личности, заедно ќе се договориме што и како ќе се усогласиме, па зар само Батко Ѓорѓија е познат кумановец, мислимо. Повеќето од јавните предпријатија во Куманово работат со загуба. Едно од предпријатијата кое што работи со добивка е јавното предпријатие Чистото и зеленило, кое што неодамна доби нов директор и тоа првиот човек на градоначалникот на Куманово. Според вас, според ВМРО ДПМНЕ, која е причината зошто поголем дел од јавните предпријатија работат со загуба? Дали станува збор за превработеност, за недомаќинско работење? Според вас, која е причината? Тоа е, значи, континуирано со години назад знаеме дека СДСМ управува со општина Куманово и со јавните предпријатија. До сега алармиравме на сите можни начини да малку од малку почнат домаќински да работат, малку од малку да почнат сериозно да си ја сваќаат својата работа, да не ја трупаат таа општинска администрација со своји заслужни партиски луѓе, како што продолжуваат и ова нова гарнитура на СДСМ што ја презема општината, нели, после последните локални избори. Предпријатијата, осим ова што го споменавте предпријатие, се во стварно лоша кондиција, ликвидноста им е на многу ниско ниво. Самите се виновни затоа што не знаат да работат, не знаат да менаџираат, ама не сакаат ни да послушаат добронамерен совет. Споменавте на тоа јавно предпријатие поставен човек близок до градоначалникот Максим, но и тоа е нешто онака шаблонски за СДСМ, па зар еве малку пак е потсетам граѓаните, ги потсетам на некои примери, па како добија вработување Игор Милев, представникот удикна од СДСМ во сега заменик директор во Царинска управа на Македонија, жена му председател судија во апелација. Како вработување доби Јон Фрчковски на Љубомир Фрчковски, синот во акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Како добија вработување децата на Тала Џафери и на Мирослав Грчев во Елеп. Чи тоа е една стандардна шаблонска пракса на СДСМ да си ги изгрижува своите луѓе.
своите послушници, немаме воопшто ни помрднување во насока на професионализација на администрацијата, дали е државна, дали е локална, тоа што толку гласно го најавува во периодот пред да дојдат на власт. Значи, си се ставаат послушни играчи, нивни најблиски луѓе. Го гледам, на неколку наврати ми излезе слика како дечкото, новиот директор на јавното предпријатие, вака милува да се слика со чистачите, со луѓето што тоа им е работа. Тоа ти е исто ко да, не знам, еден пријател кажа еден таков сличен пример, тоа е вика ко ја на секоја продадена роба од кај мене од дуќан да го зимам овој купувачот и вака селфи да правиме со него и да се сликаме. Значи ви се молам, нека си се зафатат со работа, нека си работат, малку помалку сликање нека има, малку повеќе да има проекти за граѓаните. Дојде ли живот за сите во Куманово откако дојде Максим Димитриевски? Може ли да дадете една оценка на досега сработеното? Со оглед на тоа што кај дел од граѓаните постои мислење дека многу повеќе градоначалникот оди во официјални посети отколку што ги реализира проектите кои што ги вети во предизборната кампања. Максим Димитриевски продолжува да си се однесува како пред да стане градоначалник на општина Куманово. Значи на Максим Димитриевски му е битно да се појави на некој настан, да се слика, да си ја избустира, нели помладите знаат, својата Facebook страница, да си задоволи вака своји лични пориви, да си направи една, две, три прошетки, меѓутоа од конкретизација на реализирани работи ветени е нула. ВМРО ДПМН поменуваше пред изборите дека тоа ќе се случи и за жал еве се случува сега. Меѓутоа ние нема да му дозволиме тек така да си го помине мандатот. Максим Димитриевски мора од прво до последно да се исполни се што го има ветено на граѓаните, што дале доверба, а ние сме тука да му дишиме уврат и да го подсетуваме и дел по дел да му укажуваме што пропуштил, колку рокови пропуштил. Сега тоа е лесно затоа што апсолутно ништо не се ни работи. Значи, осим сликање и посета на, не знам, на веќе започнати проекти од бившиот градоначалник и ништо конкретно не работи. Погледнете го кварталниот извештај на реализација на буџетот. Значи, приходите се негде околу 3,3%. Тоа е страшна работа, страшна бројка. Ако вака продолжи со овој тренд, до крајот на годината ќе отиде до 12-13%, што е погудно за една локална самоуправа како што е општина Куманово. Од друга страна, Максим Димитриевски продолжува со таа своја политика пресликана на политиката на владата на Република Македонија Зоран Заев, нели сега медиумски општо позната ќе влада, значи ќе направиме ова, ќе направиме она, така и општина Куманово бина значи ќе направиме ова и така натаму, меѓутоа реализација апсолутно ништо. Јавните предпријатија, кажаме, не му се кондиција, има ветувано сега од пред извесен период некои проекти, нешто беше споменато, мислам, околу катните гаражи, на 3 локации ќе се градат во општина Куманово. Ако тоа е добро, тоа треба да се реализира, меѓутоа да подсетиме, немој да се случи тие катни гаражи да ја доживеат судбината на катната гаража кај Лукойл, бензинската пумпа кај Зелениот пазар. Знаеме сите за што зборуваме, нели? Значи, нека почне со реализација на капитални проекти, затоа и тој го доби мандатот од граѓаните. Потребни ли се коренити промени за Куманово да стане поубаво и подобро место за живење, граѓаните да не се иселуваат од градот? Мислам дека во еден момент ВМРО ДПМН спомена и предвремени избори. Значи, како што се иселуваат граѓаните од Куманово, страв ми е дека едно утро ќе го видам и Батко Ѓорѓе вака со исправена рака и како го држи куферот во рака и тој да тргне
на пат од Куманово и од Македонија. Шегата на страна, далеку од шега, треба да се случат системски корените промени и во општина Куманово и во Република Македонија, да се застане на патот сите заедно прегрнати браќа и сестри во Република Македонија, да застанеме на патот на самоуништувањето што ни го приредија актуелно политичката гарнитура што е сега на власт. ВМРО-ДПМН се реструктура, ВМРО-ДПМН расне, ВМРО-ДПМН ќе победи на првите предвремени избори, кога да се случат, на протестот, непознатниот протест што го имаме пред влада на 2 јуни, председателот Мицковски побара предвремени парламентарни избори заедно со првиот круг на председателски избори, но доколку владата и Зоран Заев сметаат дека треба да се случат и порано, ние сме подготвени, рейтинзите тоа го кажуваат, расположението на народот тоа го кажува, ВМРО-ДПМН е подготвено, но дајте 90 дена претходно да го примениме онај пржински модел, да направиме техничка влада, за да опозицијата, нели, се чувствува сигурно, комотно, да не дозволиме уште едни избори, како што беа изборите во 2017 година, знаеме како поминаа, какви оценки добија од меѓународната јавност што се бави со оваа проблематика и од ОПСЕ, од ИХР. Значи, дајте, доколку сметате порано, ние сме подготвени веднаш да тргнеме на избори, ќе направиме пржински модел на влада, техничка влада, 90 дена пред тоа и ќе видиме какво е мислењето на граѓаните и за економските политики. Ќе видиме и што мислат за 500 евра плата, ветената, а далеко од реализација. 500 евра плата, 100.000 денари за докторите. Ќе видиме што мислат за диво населје и Смилковско езеро. Ќе видиме за неразчистените убиства, ќе видиме за рекетот, за катастрофално водените политики и преговори со Грција, за распродажбата на националните и државни интереси. Ќе разговараме и за тоа, ќе понудиме програма, меѓутоа ќе понудиме и своја програма како тоа да го надминеме, како ќе делуваме во здравството, во образованието, меѓу младите. Значи, ВМРО-ДПМН е подготвено, ВМРО-ДПМН ги согледа сите позитивни и негативни работи, ВМРО-ДПМН се тоа на што беше добро, ќе го продолжи и ќе го надгради, за се тоа на што беше лошо, ќе се извиниме пред граѓаните и ќе продолжиме понатаму заедно со нив да ја вратиме Македонија на правиот просперитетен пат како што го заслужуваат граѓаните во Република Македонија. Господине Божиновски, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам и вас. Тоа беше се за вечерва. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.